Власта сериозно размислува за уставни измени со кои би се променил начинот на избор на претседател на Македонија. Тоа значи дека идниот шеф на државата би можел на место на избори да се бира во собранието со гласовите на претениците. Оваа опција според владини извори би се иницирала во случај опозицијската ВМРО ДПМН да реши или јавно или прикриено, како што беше со референдумот на 30 септември, да ги бойкотира претседателските избори и така да доведе до неисполнување на законскиот цензус од 40%, што пак би резултирало со неуспешни избори. Премиерот, иако јавно не сака да зборува за вакво сценарио, сепак навести дека се разгледуваат, како што ги нарече, секакви можности. Крај на година. Сакам оптимистички да размислувам, не доколку нема цензус, да успееме да има цензус. Тоа е редот по устав, по закон да избереме претседател. Мандатот на претседателот Иванов завршува на 12 мај, колку што знам, како што тоа е определено. Македонија ќе има нов претседател и согласно тоа да бидеме позитивно фокусирани на успешни избори, демократски избори, кои што навистина ќе го изберат првиот човек на државата, новиот претседател на Македонија. Секако можности постојат секакви ако тоа не се случи. Но не би сакал ниту да размислувам, ниту да дебатирам за такви можности. Според законот, во прв изборен круг за претседател избран кандидатот кој добил мнозинство гласови од вкупниот број запишани избирачи. Ако тоа не се случи, во вториот круг се гласа за двајцата кандидати со најмногу гласови. Тогаш за шеф на државата избран кандидатот кој добил мнозинство гласови од избирачите кои гласале, ако гласале повеќе од 40% од гласачите. Во ситуација опозицијата да реши да бойкотира, владеачките партии поддржани од исклучените пратеници на ВМРО ДПМН би пристапиле кон уставни измени и промена на начинот на избор на претседател на државата. Дали Зоран Заев ќе се кандидира со оглед на тоа што анкетите му даваат најголема шанса и така би анимирал поголем дел од избирачите да излезат да гласаат? Јас дефинитивно не се кандидирам за претседател. Значи, Зоран Заев не е кандидат за претседател и убаво е да се разгледаат другите кандидати, да се коментира од страна на медиумите, од јавноста, само така ќе се изнедри на површина најдобрата личност која што би била нашиот нов претседател. Бидејќи речиси неверојатно шеф на државата да биде избран во првиот изборен круг, за успешни избори во вториот круг треба да излезат 40% од вкупниот број избирачи, што би значило повеќе од 700.000 граѓани. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.